Добро вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. Акцијата Денот на дрвото се реализираше во Кавадарци. Се пошумуваше на Глишички рид, а пошумува и градоначалникот на Кавадарци, заменик министерот за образование и наука и административци. Низ цела Македонија и во Кавадарци денес се реализираше акцијата Денот на дрвото по 8 пат. Од утринските часови се пошумуваше на Глишички рид. Во акцијата беше вклучен заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Денеска во рамки на акцијата Ден на дрвото сум во посета на општина Кавадарци, на така наречениот Глишички рид, на кој што ги денеска заедно со градоначалникот, пратеничката и голем број други граѓани на општина Кавадарци засадивме нови млади садници во насока на поддршка на целокупната оваа акција. Навистина ми представува особено задоволство фактот што во целата оваа акција се вклучени и сите образовни институции, училиштата на територија на Република Македонија, на еден начин со потребата за развој на целокупната еколошка свест кај најмладите генерации уште од најмали нозе. На тој начин верувам дека ќе придонесеме за правилниот еколошки развој на Република Македонија, за подобрување на квалитетот на воздухот и целокупната еколошка слика на нашата држава, а од истовремено тоа ќе значи прилично сигурно и правилно развивање на свеста, пред се еколошката свест кај учениците, што на долг рок ќе донесе на еден начин развој на Република Македонија на оваа поле. Навистина, оваа акција е една од најклучните за иднината на Република Македонија, за новите генерации, пред се заради тоа што со правилната имплементација и целосната имплементација на оваа акција и засадувањето секоја година на голем број на садници се обезбедува зголемување на квалитетот на живот во секој град и во секоја општина во Република Македонија. Локацијата на акцијата беше закажана за Новитачево, но поради временските услови се презакажа и се одржа на Глишички рид, изјави градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Од раните утрински часови, по констатацијата дека на договорената локација не е можно да се изврши садење, со директорот на шумско стопанство Бор Кавадарци и со командирот на полициска станица Кавадарци одлучивме да акцијата се спроведе тука на Глишички рид, и за учениците од средно и основно училиште акцијата да се спроведе во нивните школски дворови или од околу училиштата. Така што тоа беше една од потешкотиите, меѓутоа еве гледате вработените во јавните институции, граѓаните од општина Кавадарци се тука на лице место, а позади нас може да ја приметите и ефектите од оваа акција од минатите години. Ова е една од критичните точки за Кавадарци, освен долот Калница, кој што прави големи штети на градот Кавадарци, и мислам дека навистина дојдовме на вистинското место за да засадиме уште еден садник повеќе и покрај делот на екологијата малце и да го уредиме овој гол рид, а и ерозијата да ја спречиме за наредните години. Во пошумувањето се вклучи и засади дрво и кандидатот за пратеник Весна Пемова. Оваа акција е повеќе символична, меѓутоа многу значајна за подигање на свеста кај граѓаните, што значи свеста за самото дрво, односно за развој на свеста кај граѓаните, за чувување на животната средина, односно што се значи поддршка на животната средина, на чиста животна средина, чиста еколошка животна средина. Започна реконструкцијата на автопатската делница Неготино-Демир Капија. Близу 15,5 километри од автопатската делница Неготино-Демир Капија, која е дел од коридор 10, ќе бидат реконструирани. Градежните работи ќе ги извршува градежното предпријатие Гранит од Скопје. Градежните работи ќе траат 18 месеци, а договорот со изведувачот е вреден околу 5 милиони евра. Беше склучен кон крајот на јуни, а тендерот беше распишан уште во февруари. Реконструкцијата подразбира замена на асфалтот на оштетените делови од автопатот. Продолжуваат инвестициите во инфраструктурата. На секаде низ Република Македонија се гради, ако времето е доста ладно, но веќе компаниите се уште работат. Јас очекувам дека ќе продолжат сите инвестиции во Република Македонија ако дозволат временските услови. Моментално сум на увид на градежни активности на Неготино-Демир Капија. Инвестиција околу 5 милиони евра, односно на автопатот Демир Капија Неготино, каде што е најоштетениот дел од делницата.
односно на коридорот 10 се градат многу градежни активности, постојано се обновува инфраструктурата, се гради еден нов автопат, инвестиција од 210 милиони евра од Гевгелија кон Демиркапија, инвестиција што е во завршна фаза и јас очекувам дека следната година комплетно ќе добиеме на коридорот 10 еден нов автопат. Ова ни беше една од приоритетните делници заради тоа што беше многу оштетена и веќе беше загрозена безбедноста на сообраќајот, односно беше намалена прво брзината на 100 па на 80 на сат, но повеќе веќе не можевме да дозволиме вакво пропаѓање на автопатот и затоа решивме со наши средства да направиме еден напор за да ја рехабилитираме оваа делница. Оваа делница е оштетената делница со должина од 8,8 км, во двата правци излегуваат значи околу 17 км. Работата е добит домашна фирма изведувач гранита, вредноста на договорот е околу 5 милиони евра. Оваа делница ќе се надоврзе на изградбата на автопатот Демиркапија Смоквица, како и на рехабилитацијата на автопатот кај што и сега и таму се работи Смоквица до Гевгелија. Се надевам дека во најскоро време Смоквица Гевгелија ќе биде готово, додека во наредниот период, во наредниве 18 месеци ќе се рехабилитира и овој патен правец, така да во периодот на следниве неколку месеци би ги замолиле граѓаните да имаат трпение, секако се работи значи за рехабилитација и да внимаваат кога ќе возат по сега по автопат, возењето се одвива по оригиналниот пат, по старата 103, каде што се намалени брзините и каде што секако очекуваме да со нормално и со едно безбедно возење се помине периодот во кој што ќе се гради овој автопат кој се рехабилитира. Подоцна сите ќе имаме едно безбедно возење по нова рехабилитирана делница на Неготино Демиркапија. Реконструкцијата на патниот правец од Неготино спрема Демиркапија во коридорот 10 е од големо значење за нашата општина Неготино, бидејќи веќе упативме барање до Агенцијата за државни патишта да целиот гребен асфалт од овој патен правец дојде во општина Неготино и се тампонираат улиците на повеќе населени места во општина Неготино. 70 години пензионерско организирање во Македонија одбележа денеска Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе 70 години пензионерско организирање во Македонија одбележа Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Јубилејот кавадаречките пензионери го славеа заедно со своите пријатели од пензионерските здруженија на Кочани и Лесковац, Република Србија. Одбележуваме 70 години пензионерско организирање во Македонија. Во текот на целата година имаме доста активности. Ова не е завршна приредба, која што организиравме заедно со збратимините здруженија од Лесковац, Република Србија и нашето збратимно здружение од Македонија од Кочани. Ова е приредба заеднички и денеска ќе потпишеме спогодба за збратимување со нашите побратими од Лесковац. Со Кочани сме веќе поодамна збратимени, така да ова е момент кога ќе ја извршиме и официјално. Ние во Лесковац потпишеме спогодба таму кај нив, сега ќе потпишеме и тука кај нас спогодба да дружбата ни биде потрајна и подобра. 70 години е и малку и многу. Како да се земе во обзир, меѓутоа е убава работа да си пензионер. Ние може да се пофалиме посебно овие задните години дека сме задоволни од функционирањето на Сојузот на пензионери на Македонија и за нашето здружение. Ние имаме редовни пензии. Кавадарци е убав град, а вие многу гостопримливи луѓе. Повелбата за соработка ја потпишавме кај нас, сега еве и тука, што значи долги години ќе соработуваат пензионерите на Кавадарци и Лесковац, рече председателот на Сдруженијето од Лесковац Братислав Здравковиќ Бата. Мени е веома драго и задоволство ми е. Мене ми е задоволство што денес сме во Кавадарци кај нашите побратими. Она што го направивме пред 2 месеци, сега ќе го повториме во Кавадарци. Кавадарци е многу убав град, ја почнавме таа дружба. Ние ги имавме овие средби, сега еве и тука имаме заедничка програма. Нашата крајна цел е, бидејќи сме го одработиле нашето, сега младите треба да работат, а ние да се дружиме, забавуваме, да уживаме во нашите пензии.
Председателот на Сдруженијето на пензионери кавадарци Ристо Анџушев се обрати и пред присутните во Домот на културата, со што и официјално почна свечената манифестација. На истата потпишана беше и на македонски јазик повелбата збратимувањето помеѓу двете здруженија кавадарци и Лесковац. Разменети беа скромни подароци и сувенири, а потоа пензионерите уживаа во забавниот дел. Ора песни и игри преку фолклорната традиција Сдруженијата на кавадарци, Кочани и Лесковац покажаа дека ја негуваат традицијата на својот народ. Од црната хроника, прегазен пешак во Ваташа. 63-годишниот Л.Ј. од Кавадарци се здобил со тешки телесни повреди откако во него удрило возило. Сообраќајната несреќа, како што информира од полицијата, се случила 20 на минути по полноќ. Патничко моторно возило Ford Focus, управувано од 20-годишниот С.Ц. од Ваташа, удрило во пешакот Л.Ј. Сообраќајката се случила на раскрсницата помеѓу улиците Страшо Пинџур и Блажо Ицев во Ваташа. Поради сериозноста на повредите, пешакот е пренесен на скопските клиники по укажаната прва помош во Кавадаречката болница. Вработување ангажмани за социјалните случаи, нови градинки, културно-забавен дом за ромите во Кадрово Мало. Ова се само дел од мерките во програмата Реално за коалицијата за подобра Македонија, кој денеска на пресконференција ги потенцираше кандидатот за пратеник Панчо Минов. Од програмата на коалицијата за подобра Македонија им се обраќам прво на сите родители со мали деца. Во 2017 година од предвидените во програмата 140 детски градинки мора меѓу првите да се изграде градинката нова во Кавадарци. Им се обраќам на сите пензионери. Во 2017-2018 година во Кавадарци ќе се изграде дом за сместување на стари лица и за дневен престој на изнемоштени лица. Јас сум таков по природа и карактер, ако се завземам за нешто, сум истраен и знам како тоа да го реализирам. Им се обраќам на сите социјални случаи од Кавадарци и Тиквишијата. Се предвидува во програмата донесување на закон за социјално предприемаштво и формирање на совет локален за вработување. Ова многу се совпаѓа со мојата определба во вршењето на јавни работи, а тоа е успешноста да се мери преку тоа колку се учинува на оние што сами не можат да си помогнат. Прво, ќе застапувам и ќе влијам во сите фирми и сите институции, лично јас, застапување на вработување на лица од социјално загрозени семејства. Второ, ќе воведам пракса, а тоа и го практикував кога бев претходно на функција, за сите социјални случаи што сака да работат, да се воведе постојана општо корисна работа. Трето, во јавните институции, како општина, болници, културни институции, комуналец и други, ќе воведиме вработување на лица со инвалидност и лица со лесна интелектуална попреченост. Преку Советот локален за вработување, чиј буџет ќе се финансира од фирмите партнери во рамките на нивната општествена одговорност, ќе воведиме евиденција, планирање, приоритет и реализација на вработување на лица од социјално загрозените семејства со лична моја координација за да биде работ. Им се обраќам на сите роми, мои пријатели, како што ми нарекуваат и братучет Поеминов. Моја преокупација и одамнешна желба е да се изграде дом за култура и забава на млади во Кадрово Мало, тоа и ќе го реализирам, а исто важи и за ромите од Криволак. Ќе се отворат канцеларии за роми за решавање на нивните проблеми и најбитно ќе застапувам подеднакво вработување на ромите, а не како до сега одбојност по однос на тоа што се роми. За
Делот од програмата што се однесува на обезбедени средства за покривање на трошковите за струја и огрев од 900 денара сега, а во програмата до 1200 денара, затоа што во Тиквешијата имаме хидроцентрала, имаме термоцентрала, имаме мини хидроцентрали, имаме шуми на Кожув, че влијавам и че застапувам формирање на Совет за енергетска интервенција за помош во обезбедувањето на неопходните средства за трошкови за огрев и за струја на социјалните случаи. Таков пратеник ќе биде Панчо Минов. Од тука натаму е очекуваната ваша доверба. Благодарам. Кандидатот за пратеник од коалицијата ВМРО за Македонија од Неготино, доктор Мики Мирчев, на пресконференција ги изнесе основните принципи на нивната програма. Нашата програма е јасна, се темели на неколку принципи: враќање на демократијата, економски развој и брз влез во Европската унија и НАТО, рече Мирчевски. Нашата коалиција е составена од најискусниот тим, кој што е веќе докажан, кој што веќе еднаш бил на власт и се докажал во својата способност за раководење на државата. Носител на листата во изборна единица број 4 е основачот на ВМРО ДПМНЕ, господинот Љупчо Ѓоргиевски, и другите останатите членови на коалицијата ВМРО за Македонија, кои што се исто така докажани кадри во вистинското ВМРО, она ВМРО кое што е изворно ВМРО. Ние во нашата програма немаме многу напишани страници како што имаат нашите политички опоненти. Нашата програма е јасна, концизна и се темели врз неколку принципи. И тоа, првиот принцип е враќање на демократијата, вториот принцип е економскиот развој и подем на економијата на Република Македонија, и третиот принцип е брз влез во Европската унија и во НАТО. Ги повикувам сите оние стари вамаровци, сите оние симпатизери, неопределени гласачи, кои што препознаваат добра програма, добра опција во нашата коалиција, на 11 декември да го заокружат бројот 9 и да гласаат за нашата коалиција. Исто така, сакам да истакнам дека во четврток, на 1 декември, со почеток во 18 часот, на градскиот плоштад во Неготино, носителите на листите на коалицијата ВМРО за Македонија ќе организираат средба со граѓаните, придружена со коктел, така да ги повикувам сите оние граѓани кои што не почитуваат, кои што сакаат да слушнат програмата, кои што сакаат да се дружат со нашите носители на листи, да дојдат на градскиот плоштад во Неготино. Кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ и коалицијата Бетијан Китев денеска на пресконференција истакна благодарност до кавадарчани, како што рече за масовното присуство на митингот на опозицијата. Почитувани сограѓани, почитувани кавадарчани, користам прилика преку локалните медиуми прво да се заблагодарам за сите оние наши сограѓани кои што излегоа масовно на митингот што го имаше опозицијата и кои што дадоа поддршка, всушност недвосмислена поддршка за промени на подобро за сите во Кавадарци и во Македонија. Мислам дека атмосферата е очигледна и веќе е сосема јасно дека волјата на народот и во Кавадарци и во Македонија е недвосмислена. На прагот сме на една историска голема победа, која што на крајот ќе треба да значи подобар живот за сите и во Кавадарци и во Македонија. Во досегашниот тек од кампањата ги посетивме повеќето урбани заедници, секаде е атмосферата очигледна. Народот е желен на 11 декември масовно да испадне на избори, да го каже својот став и да ги направи промените. Токму во таа насока и денешната моја изјава е дека мора да
коректно, максимално коректно во насока на тоа да го одржиме меѓусебното, меѓучовечко почитување и колку што е можно повеќе да го ставиме акцентот на програмските определби, што ги имаме како политички партии, и на тој начин да го направиме финишот на изборната кампања многу порелаксиран и колку што е можно поприфатлив и за самите граѓани. Мислам дека е сосема јасно, атмосферата во Кавадарци укажува на тоа дека опозицијата тука ќе издвојува огромна, голема победа и токму заради тоа ги повикуваме сите оние сограѓани, кавадарчани кои што се уште се колебаат или не знаат точно која програма да ја прифатат се уште или кој кандидат е поприфатлив за нив за пратеник во собранието, да се одлучни, да знаат дека опозицијата на овие избори, програмата која што ја нуди е програма за сите. И токму тие причини пораките кои што ги упативме со останатите кандидати на митингот беа токму во таа насока. Затоа и мојот апел, еве и благодарност и до локалните медиуми кои што постојано не следат. Идејата е овој пат на изборите на 11 декември, после сите законодавни и легислативни промени кои што се направија во претходниот пратенички состав, граѓаните да можат слободно да го дадат својот глас. Да не бидат уценувани, да не бидат присилувани, нити од своите газди, нити пак од своите раководители во институциите во кои што работат, бидејќи само да потсетам, во кривичниот законник на Република Македонија за делата против изборите и вршењето притисок предвидени се казни од 3 до 5 години. Така да јасна треба да биде пораката, посебно за раководителите во јавниот сектор, дека граѓаните овој пат мора слободно да го дадат својот глас. Да нема заплашувања, да нема уценувања, да нема било какви девијантни појави кои што може да остават било каква трага врз изборниот процес. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата со нашата програма План за живот во Македонија инсистира на регуларен и чесен изборен процес кој што на крајот треба да резултира со завршување на политичката криза и со одење напред во подобра иднина за сите граѓани и на Кавадарци и на Македонија. Нашите определби програмски веќе ги презентиравме пред кавадарчани, овие денови што остануваат до 9 до крајот на кампањата ќе ги искористиме за максимални контакти со сите граѓани на територијата на Кавадарци пошироко, да ги убедиме дека на вистина е дојдено време да го заокружат редниот број 4, да му дадат поддршка на носителот на пратеничка листа Зоран Заев и нормално за сите граѓани во Кавадарци во Македонија да биде подобро по 11 декември. Во таа насока користам прилика уште еднаш да се заблагодарам на граѓаните на Кавадарци и да посакам успешна изборна кампања до крајот на законски предвидениот рок. Не треба ни да помислат раководителите на институции и директорите на најразлични институции тоа да го прават. Заради тоа што после 11 декември настапуваат промените. Промените ќе бидат и кадровски, и програмски, и организацијски. И во тој дел, оние кои што планираат такви чекори, треба сериозно да се запрашаат дали вреди да се жртвуваат во овој период кога веќе работата е сосема јасна. На 11 декември победува опозицијата, доаѓа ново слободно време во кој што секој ќе може со својата определба да настапува и едноставно да се бори за своите права. Тоа е нашата идеја и нашата цел, ја затоа и повикувам да, ако може да ги пресретнам со оваа изјава, било каквите идни такви можни појави кои што би се случиле до крајот на изборната кампања. Спортски вести. Убедлив пораз на Соколи во Бибел лигата, а во воведниот надпревар од третото коло од домашното првенство. Куманово славеше во Охрид. Тимот на Карпос Соколи претрпе убедлив, катастрофален пораз во Печ во регионалната Балканска Бибел лига. На средбата од Б групата одиграна во Печ кај истоимената екипа, тимот на Карпос Соколи загуби со убедливи 90-64.
по четвртини 24-12 во првата, 26-21 во втората, 26-10 во третата и 14-21 во последната четвртина. Во редовите на Соколите најефикасен беше Горан Врбанц со 17 поени, а двоцифрен број на поени има и Доминик Мавра со 13 и Драган Зековиќ кој средбата ја заврши со 11 поени. За екипата на Карпо Соколи ова беше петти пораз во шестиот одигран надпревар во Библ лигата. Фени Индустрии Кожув беа слободни во оваа рунда. Инаку табелата во Б групата изгледа вака. Прва екипата на Сутјеска со 4 победи и 1 пораз. Фени Индустрии има 3 победи и 2 порази. Трепче и Тирана имаат по 2 победи и 3 порази, Карпо Соколи има 1 победа и 5 порази, додека Печ досега одигра само 2 надпревари и 2 ги реши во своја корист. Во првиот надпревар од третото коло во првата македонска кошаркарска лига, вице-шампионот Куманово како гостин го декласираше дебитантот во елитното друштво, екипата на АВ Охрид со резултат 66-96. По четвртини 22-20 во првата, 19-28 во втората, 13-18 во третата и во последната 12-30. Само во првите 10 минути домашните кошаркари беа рамноправен противник, а во продолжението, посебно во последниот период, Куманово предводено тандемот Костовски-Мијатовиќ доминираше на теренот и на крајот заслужено стигна до убедлив триумф. Мијатовиќ средбата ја заврши со 21 поен, додека капитенот Костовски додаде 20. Двоцифрен број на поени во победничкиот тим има и Јаневски и Пековиќ со по 13 и Караджовски со 11 коша. Кај домашниот АВ Охрид најефикасен беше Васелиќ со 27 поени. Останатите средби од ова трето коло се играат денес, а Фени гостува во Битола кај екипата на Пелистер. За крај временската прогноза. Времето утре ќе биде ведро и студено, а во текот на денот сончево со мала до умерена облачност. Температурата ќе се движи до 4 степен. Тоа беа подготвените содржини на денешните вести на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.